Си отидеа овие пратеници, бе? Да? Па дај да побрзаме да си ја завршиме нашата работа, дури не се вратиле. Продолжуваме да ја следиме приказната за долго на државата кон фирмите од приватниот сектор. Во текот на минатиот период новинарите на А1 шпекулираа со бројки од 165 милиони евра, а минатата недела беше кажано дека бројката се зголемувала и објавија дека се работи за сума над 180 милиони евра. Но доста ни е веќе од шпекулации, посебно кога го имаме министерот Ставрески, па тој може да ни го даде одговорот на сите наши дилеми. Зошто се кријат долговите што државата ги има во стопанството? Останатите министри во случај вас како надлежен да одговорите на мојот. Што вие прашањето не поставивте прашање? Министре, не се нервирај одма. Еве, јас ќе ти објаснам што е прашањето, бидејќи да, имаше прашање. Прашањето е едноставно и вика вака: зошто се кријат долговите што државата ги има кон стопанството? И дополнително новинарката ви објаснува дека никој од владата не ја кажува сумата која должи државата на фирмите и упатуваат на вас. Ете, толку едноставно, без нервози, ајде уште еднаш. Купните долгови што државата ги има кон стопанството по сите основи, од основ на поврат на ДДВ, па се до останати неплатени. Прилично очекувано прашање на кое што сме одговориле барем 10 пати до сега. Точно така. На прашањето посветено одговара целата влада секој ден, 24/7, а сепак предавнишките новинари и понатаму прашуваат. Па, драги предавнички новинари, еве, погледнете ги одговорите и немојте да прашувате повеќе. Министрите задолжени да ја водат економијата молчат за долговите што државата ги има кон стопанството. Зошто се крие сумата? Затоа што постојано се менува. Нема одговор ниту од министерот за економија. Тоа е пред се надлежност на Министерството за финансии. Одговор не добивме ниту од министерот за финансии. Мене ми е мило што слушам дека А1 телевизија ги коригира своите бројки од 600 милиони евра долг, како што беше кажано од вашата телевизија пред околу една недела. Сега слушам дека се зборува за некои 160 милиони евра долг. Јас ќе ве охрабрам понатаму да поработите и ќе констатирате дека долгот е значително помал и е прилично незначителен. Ете, предавнички новинари, слушнавте 3 прекрасни одговори од тројца прекрасни луѓе кои ја раковаат нашата прекрасна држава. А бидејќи ве знам дека сте ненаситни, секогаш барате уште и уште, еве ви уште еден одговор на премиерот по ова прашање. И ни приближно нема таква бројка како што беше спомената. Кава е сумата? Па не знам, точно знам, веројатно многу нешто малку и за кратко време досни. Сега задоволни сте ве новинари еднини заедни, сега имате 4 прецизни одговори, кој од кој попрецизен? Не сте, а? Очекувано од ваша страна. Епа, ајде уште еднаш ќе ви да објасни министерот Ставрески. Одговорот е секогаш тој што и денеска ќе го добиете, се работи за оперативно прашање. Како што државата има обврски кон фирмите, така и фирмите имаат обврски кон државата. Еве да речеме, да не спомнувам, нека биде Б1 телевизија и должи на државата, да кажеме, или фирмата JDC должи на државата. Кога тие должат на државата и кога имаат обврски, и кога ќе ги исплатат, да претпоставиме дека ќе исплатат она што го должат на државата, државата во исто време ќе може да исплати кон други фирми. Дозволите ми да ви раскажам една приказна. Еве, главниот лик, да речеме, да не спомнувам, нека биде Маврески. Ете, Маврески, да речеме, министер за... Сега да не спомнувам пак, ете, Минансии нека бидат. Сега, исто така да речеме дека тој Маврески, што е министер за Минансии, располага со парите на граѓаните, па дури и зема плата од парите на граѓаните на некоја си држава која, ете, да не спомнувам, нека биде каква таква Донија. Сега, тој министер треба да им каже на граѓаните што се случува со нивните пари. Податоци се менливи на дневна основа и затоа повторуваме дека се работи за оперативен податок кој што постојано се менува. Вчера колкава била сумата, па денеска ќе кажеме дека се менувала. Да излезете еднаш со број. Добро, ама овие новинари ве те не се разбираат. Па добро бре, малку ли беа сите тие бројки што ги кажа министри и премиеров до сега? Боже! А изгледа не знаете вие, ама новиот систем за пресметки на министерството не е со бројки, па така да не можете ни да очекувате дека ќе излеза со бројка. Нова технологија во букви ги пресметува долговите. Кажи им бе, министре. Оперативен е податокот кој што постојано се менува зависно од тоа. Може да се случи во еден ден државата да прими плаќање од 500 милиони денари и истовремено да исплати толку. Кој е вашиот последно што го знаете? Ве денес како е променето, последно што го знаете, бројка, значи цитираме да кажете. Го добивте мојот одговор. Го добивте одговорот и тоа 6 пати. А добивте курп од министерот. Го изнервиравте човекот, бе, како не ви е срам.
Да, драги мои, министерот е всушност многу фин човек и ова му беше прв пат да се однесува дрско и арогантно само поради безобразните прашања на уште побезобразните новинари. Марија, шише ова сега што тренеш за моле. И чашата. Добро да ете, втор пат му беше. И да, знам што си мислите. Ќе речете, јофе бе, па Марија не е новинар за да го изнервира. Абе, Марија можеби сега не е, ама во минатиот живот била новинар и тоа ист како овие нашиве, безобразниве. Океј, драги мои, толку за денес, тука се поздравуваме, кушкаме, бакнуваме 3 пати на образи и јас ви кажуваме на поговорка. Вика вака, кој на друг гроб му копа, зема 1000 дневници. Хај чао, се гледаме недела после вестите.